Ја прашам, За текст на предлогот на Адев, порад, Пративме да чува. Добро вечер, драги гледачи, добредовте во студиото на Инфомакс, добредовте во Тешки муабети, уште едно неделно издание со мене Милош Милошевски, Јанко Илковски и со Александар Митовски Мечка. Вечерва мислам дека и не можеме за нешто друго да говориме, ако не говориме за она што му се случи вчера на Таче, односно и се случи на цела Македонија, а тоа е невиден срам, кај што лидер на една соседна држава, премиер Еди Рама, не нарече нас Западна Бугарија. Ај, први насловите и после ќе идеме едно по едно. Ќе разговараме и за Предвремени избори, предвремени парламентарни избори, За така Ламбе. е, за Ламбе. ќе збориме за Никарагва. За Никарагва апсолутно. Значи, барем имаме овие 4-5 работи што ни Да. се есеншал заради целава работа. Па секако и четвртата тема ја не би сакал да ја пропуштиме, а тоа е рейтинзите, предвремените избори и протестот на опозицијата. Океј. Друж директоре, изволте од каде ќе почнеме, дружи уредник? Па ја мислам да почнеме од тоа што се случи вчера. Добро. Со Таче. Јас искрено да ти кажам, Јанко, Да. ги гледав сите реакции, Да. чувавме, објавувавме ние. Јасно. Ја не знам во негова кожа како јас би изреагирал. Да му е тупнеш една, не знам што останува. Рама е во право и овие што го бранат од СДСМ што викаат Рама се шегувал и он бил ироничен. Сите се во право. Но има една огромна разлика. Тоа се прави, другарче, у кафана, кај што нема камери, кај што нема публика, кај што нема фоторепортери. И седнати на маса ќе се запиеш и си правите дупачки. Тогаш можам да го разберам. Но пред камери и пред друго, па уште Рама денеска излегува со изјава на што тоа личел и то пази, изјавата е точно во синхронизирана со штабот на СДСМ, Да. кој започна дека сите вие што реагирате емотивно, сте глупаци, не сте ја разбрали иронијата, он е интелигентен, он ја дупел Европската Унија и со тоа. Што, како Европска... Гледам у земјотрес у Брисел. Значи, што да ти кажам? Сите зборат, леле, видели што ни направи Еди Рама, видели со неговата иронија за Македонија, а он толку ја сака. Значи, од една страна, све он што го кажува, и знам дека го кажува, дека може тоа да го направи. Ама може на Таче да му го направи. Нека проба на Вучич бе да му го направи. Кој што е Вучич Виличар, знаеш што ќе направи со него? Така е. Ке избрише, што викаат црбите, има да го разбие ко свиња масно по њаву. Значи, јавно кога искажува збор, нема тука иронија е. Знаеш како? Треба многу ораторска вештина, да кога ќе кажеш шега на сметка на туѓ државник, да кажеш, се извинувам, шега. Па дури и ние кога се расправаме овдека, нели кажуваме, Милош, се шегува. Да. Така? Да. Иако не мораме, пази, ние не сме ни под совет за радиодифузија и така натаму. Имаме одговорност само спрема нашата публика. Така што, Еди Рама е обичен уличар, селски мангуп, кој нашол село без кучиња. Така е. Ковачевски е за секоја критика, но стварно си во право. Ја стварно не знам како би реагирал. И јас сум бил на маса, знаеш она, кога мангупи ќе фатат да ме дебели, кај се бе, кај ти она бившата твоја бе, кај ти е женската овој што е клет, и такви финте, и нема што да кажеш. Се сме. Или ќе почнеш тепачка, или ќе ги отераш у мајчину, или ќе си искјутиш. Ама тоа у кафана сме, не е пред камера. Ама убаво го забележа моментот со Вучич. Ајде на Вучич нека му се случи тоа. Види, он со досегашното работење, со досегашната поставеност,
он влева на некој начин здраво почит кон него, како лидер, како човек кој што возможува за цел Балкан вакцини. Што не му како рече? човек што Јели бре, возможува зејтин. на зезање, што не му рече? Јели бре Вучичу, де ти е Косово, бе? Да. Леле, ама тоа е што здраво ќе почит. биде, Ние еј? сме дупачка. Знаеш каква добра иронија ќе биде тоа до Брисел и Вашингтон? Да. Зошто не е решено прашањето? Ама не сме. Вака му е стиснато шупчето. Али овдека... Кај го чека? Мали, кај си ме? Сега преку Македонија и да стигу Албанија. Слушај, ајде да не рачкаме мртви индијанци. Ај нека пробаше некој така на Груевски. Груевски беше многу суетен, ама па уште посуетен за он се идентификуваше со Македонија. Ај нека пробаше нему така нешто да му Ма немаш направи. премиер да не го идентификуваш со Македонија. Он е представник, највисок Све што ќе му каже на премиер, било кој, кога е официјална средба, ми го кажува мене. Да. Он е представник на Македонија. Не е важно што не сум го гласал. Да. Не е важно што не го сакам. Никој не го гласал, патем, ама да. Никој не. Да. Но тоа е директна навреда за мене. Знаеш ли ти дека англиската кралица никој не смее да ја допре? Имаше голем скандал пред околу 15 години, беше во посета на Канада. Или 10, не ме праша. И сега дали беше Трудо, Мудо, некој од нивните овие шилјокуранчиња што се, и знаеш онака, бидејќи е во Комонвелтот, доаѓа кралицата и овој се топи целиот, знаеш, онака со наклон со све, и раката благо ја допира по плешка, вака по велете. Знаеш што беше у Англија? На улица излегоа. Сите вестници, скандал, скандал. Зошто? Британската кралица е символ на Англија. Англија и британската кралица се исто. Ја пипнеш ли кралицата, ја пипаш Англија. Ние овдека, брат, знаеш оно у салуните у каубојци што имале? Да. Имале она за плјукање, бидејќи џвакале тутун, и имале садови, она тоа стално секој каубојски Да. Да. ние сме тој сад. Брат, овде на наш политичар кој што сака може да му каже. И сега ако си свртан филмот у време на режимот, па не беше баш така со претходниот наш премиер. Не можеше секој да плюкне и да каже. Јас знам, баркај мене викаше, викам, абе што ќе правиме Европска унија, НАТО, ние мораме да влеземе. Он рече и тоа му пресуди. Да, јас сум за Европска унија, јас сум за НАТО, ама не ако се промени името. Значи, он го сваќаше како навреда, лична, промена на името или задирање во идентитетот на една држава. И затоа држеше таква тврда позиција и затоа соросоидите вложија толку многу пари и длабоката држава за да го симнат. Значи, не знам, многу ниско, што да ти кажам. Види, ова е ниско. Ама што правиме со Шолц? Доаѓа Шолц тука, кај нас и ни вика, вие морате да ги исполните критериумите за членство во Европската унија, нели? Борба со корупција, правосудство, реформи, не знам си што. Оди во Бугарија и вели Македонија мора да ги исполни бугарските барања. Кој е поголема заебанција? Тој што го кажал Рама? Или тој што го кажал германскиот канцелар? Тука ти вели реформи, оди во Бугарија вели бугарски барања. Точно е, во право си. На Рама е навреда и простаклак. Да. Гаф, инцидент. Ама ништо не менја. Овој ти доаѓа шеф канцелар на најмоćната европска држава, у очите лаже, избори едно, а после иде на друго место, збори друго. Види, лично ја немам што да му замерам. Некој му го пишува текстот, он го изговара. Он, кога отишол у Бугарија, не памти билмезот што кажал у Македонија и што му рекле. Он не ни разбира ситуацијата со Македонија. Така му рекле. Но тоа не го оправдувам. Ние имаме директни последици од сето тоа. Да, поведи. Би сакал вака малце да ја направам мала дигресија, да искористиме приликава да ги поздравиме гостите од Австралија кои што ни се дојдени тука и кои што ни покажаа голема чест. Голема чест и не поканија да одиме во Австралија така да спремеме пасошот. Може да одиме и до Австралија, ма за да се прошетаме да направиме некои тешки муабети таму. Ја ако идам за Австралија, земам со мене само спидогачици, четка за заби и не се враќам.
Таму ќе идам. Значи пасош нема, виза нема да добиеш. Значи, Да ти кој ќе- кажам, априори да ти кажам дека виза не да. Кога ќе влезам таму, ќе формирам независна у рамките на Австралија, у пустиња. Ќе идам таму од абориджините, ќе земам и ќе направам независна, самостојна Република Македонија со сонцето. Ако веќе тука не можам, таму ќе го направам. Жими се, па нека ме јадат кенгури. Па поише стана Австралија, Македонија, него овде што остана Македонија. Поздрав до нив, секоја ви чест. Жал ми е што не направивме земја кај што ќе сака некој да се врати. да се вратите, да продадете све у Австралија, да се вратите. Колку и да е лоша Австралија, еве и со корона кризава се испадна полицейска држава и се, и пак така е подобра и пофер спрема своите граѓани. Ние уште без своите граѓани не си ги почитуваме. И после се прашаме зошто си одат. Па си одат затоа што се нормални луѓе и сакаат нормален живот. Ние сме ненормални. Кажи ми зошто ние сме тука? Зошто ние сме тука, бе, мечка? Ама, ете, пусти генот, коренот. Ете, Ја мислам дека сме один. Веројатно, да, што би рекол Милош, одинаец сме овдека. Значи да покажеме дека можеме нешто да се смени. Тешко ни оди, ама има така надежи дека може да се сменат работите на подобро и дека оваа генерација, новата генерација на политичари, која што сега полека нели станува актуелна, може да ги промени работите само во услови ако се откажат да учат од постарите. Значи малку да бидат своји и да не потпаѓаат под притисоци. Имаме такви примери светли. Може да кажам дека ај се да не именувам, да не се направи узбуна, кои се тие, па не, види ако се направи. Ако да не ме знаеш. Ако ги именувам ќе бидат под поголем притисок. Уживај. Да, мислам дека има такви светли имиња кои што може да донесат промени, мислам и еве, ќе издржиме ние. Научени сме, што викаат, тепани кучиња. Јанко, не знам дали сакаш уште нешто да додадеме на темава за Таче. Не, мислам Ама дека е... ова е уште едно од работите кои што до максимум ја скандализираше македонската јавност. Сите велат ајде да искочиме на улица, ајде овакви. Идеме природно на следната тема, мислам дека тоа е протестот на 18. Да. И можеби, нели, барањето кој што го има опозицијата за предвремени избори. Знаеш, често пати ние овдека имаме различни ставови, а исто и така секој македонец има различен став по прашање. Опозиција, позиција, оваа партија, онаа, еден е за Палче, еден е за Гром, еден е за ВМРО, еден е за СДСМ, еден е за ова, еден за она. Си се знаеме тоа. Но, кога имаме власт, во која ситуација ние имаме енормен раст на цени, никаква, бар да имаше некаква економска, да речам, насока за да излеземе од криза. Знаеш, па да ја речеме војна е. Еве, нели, ја оставивме на рад власта, отимавме здравствена криза. Па ајде македонците, еве, све да направиме. Излеговме од тоа. Еве им шанса имаше. ВМРО, ако не се лажам, им понуди. Дајте да работиме заедно, и тоа конкретно неколку добри проекти, за подобро. На некој начин, едно джентлменско, ете да работиме заедно, ќе покажеме пред народот дека сакаме нешто да направиме добро за економијата, за ова зона, да излеземе од овој булшит економски. Беше тоа искрено е прашање, од проста причина што Не знам во политика дали е искрено или не, мечка, важно е кажано. Дали е искрено или не. Не, ама знам се каде сакаш да оди. Да довршам. Што сот ми е? Јас се слагам, треба да се обединиме кога сме во ситуација што е драматична. У оваа ситуација ние сме во драматична од лошото владење на овие. Не знаат бе луѓе. Абе не знаат протокол, а не па економија. Имаме енормен раст на цени. Зошто? И сега, некој да ми рече, остај ги на рад, сега сме во ситуација. Не ги оставам. Имаа сите шанси. Иде од лошо по лошо. Ако беше така, ајде да го оставивме и Шилегов уште еден мандат, пошто лошо беше времето. не е така, не е така. Не, знаеш што, сам да ти кажам. Не се работи треба да ги оставиме затоа што се од лошо по лошо. Значи секоја власт е еднакво добра колку што има добра опозиција.
Ако ние на грешките на власта немаме соодветна реакција, власта продолжува да се ги прави истите грешки, затоа што другата страна нема кој да ја притисне, да ја каже дека тоа не е добро. Затоа што кажување на пресконференции и во соопштенија не е укажување на недоследности. Тоа е попунување на време кое што ти е обезбедено у медиуми денес. ВМРО, ДПМН и целата опозиција има многу посериозни ситуации кога требаше да излезат на масовни протести. Ја ќе да потсетам кај беа за Преспанскиот договор, за Бугарскиот договор. Значи, дента кога се потпишуваше Бугарскиот договор, протестираше опозицијата, мислам, за 2 денари поскапување на струја. Тоа беше кога ги имавме последиците од Бугарскиот договор, да се отворија картите. Исклучен ти е микрофонот, само најави пред да... Значи, се протестираше за со Ауди А8 на протести Мерцедес СЛК. Затоа ти кажувам од овој аспект, ако ние ги збориме сега каква била понудата од власта, од опозицијата, од не знам кого, ако имало реална понуда, реалната понуда би значила програма за економски спас, понуда за широка влада за национален спас, во која што ќе се бараат клучните министерства, без при тоа тие преговори да се оценуваат со мора да има избори. Значи, ако сакаш навистина да помогнеш на државата и на граѓаните, тоа се прави на тој начин. Ја уште немам видено програма за економска програма на опозицијата. План како тоа ќе се направи. Ние имаме само овие се лоши, ние треба да бидеме на власт. Да, овие се лоши, овие се катастрофа. Ама кога веќе ние бираме, проблемот у Македонија е што ние бираме помеѓу две зла. Значи помало или поголемо зло. Се овие се лоши, овие се помалку лоши. Не бираме овие се лоши, овие се добри. Овие се лоши, овие се помалку лоши. Од тој аспект сакам да кажам дека такви понуди непринципиелни, не знам кој исклучен политичар би мислел дека тоа би било прифатливо за власт која што нема опасност да падне. Као, мислам, Сума сумарум, бидејќи решивме ќе правиме шорт, ама есенцијална верзија, ја ќе го поддржам овој протест. Значи, у овој момент ја тврдам дека е подобра најлоша опозиција одошто оваа најдобра власт. Затоа што опозицијата сега најлоша е за 2-3 скали подобра од оваа власт. Оваа власт е апсолутно без компас. Економски, политички, а и разбирам да завршеше без со Преспанскиот договор. Ова со Бугарија не завршува. Ова со киксеви од Ковачевски, апа ќе се смешкаме. Значи ова се понижување. А па германецов кога дојде, ова е надвор од думот. Или па сега американската приказна, како ја рековме мечка, нели? Западен Балкан ќе правиме, отворен Балкан. Така? Како беше тој проектот? Отворен Балкан, Отворен Балкан. Па зашто ја рушевме Југославија ако е отворен Балкан бе? Зашто менувавме име? Зашто идентитет? Нели за Европа беше? Сега нема Европа, што се враќаме у Југославија. Види, не е Југославија, ќе се вика отворено Балкан. Абе, ало, изгубив родители, изгубив пријатели, изгубивме пола народ, потресен у тие промени, у тие транзиции, у тие војни, затоа што морало за прогрес тоа да го направиме. И сега отворен Балкан? Не бе, Џони. И само затоа што овие се добри, затоа што овие седнаа со Сорос, Џорџ Сорос, ти текнуе на последната средба, кој беше? Како тоа лидерите на Балкан, од најголемите лидери, со синот на Сорос, Александар Сорос. Што е таа порака? Дечки, ќе работите не во интерес на своите земји, европски, американски или не знам какви прогреси. Тоа е идеологијата на отворено општество. Се знае, брат, што таму ве чека. А тоа, ако те интересира кај те чека, врвот ти е Сан Франциско. И сега да не навлагаме понатаму.
Значи, ние сме у тежок булшит. Да, и ме фаќа тука некој инат, да малце овој конзервативни вредности што ги имаме, да ги зачуваме. Затоа, пак мислам, оваа опозиција има катастрофални грешки, има проблеми, по мене е подобра од што оваа на власт. Колку побрзо овие се сменат, толку побрзо ќе тргнат работите на добро. Дека има проблем со Мицковски, неговата комуникација со Стефче Јакимовски и ово она, да, има. Со изјавите ово она, да, има. И најлошо е, ќе се сложат. Како сакаш да дојдеш на власт наместо, пази, Груевски е пак го спомнам по втор пат вечерва, прв пат за овие овак. Груевски ја обединуваше. Он идеше дури да и овој Филип Петровски го зема назад и Тони Михајловски. Значи да не остане ништо што е опозиција, туку све да обедини. Десничарско, да не Ништо остане и назад. најситно да обедини еден силен фронт. И така мислам дека он и задржа силна власт и ги сруши во 2006 и мислам дека најголемиот кикс е што опозицијата не е дефрагментирана. Ете тоа. Јанко, види, околу протестот на 18, мораме да земеме во предвид што ќе се случува понатаму. Знаеш, народот кој што бара протести, во огромен број, 70-80%, замислува дека на тие протести ќе започне револуција. Јас не сум сигурен дека тој ден ќе започне. Нема да има. револуција. У Ја не сум Македонија сигурен- немало Јас- никогаш револуции. Ние излеговме 100.000 што се вика искачавме, ајде не беше 100.000, многу помалку искачавме, ама голема порака беше нели За Хан, јас сум бил на тој протест. За Хан беше дојден во Македонија. Не бе, ти зборам за овие протестите пред 27 април што резултираа тие 3 месеци кога искачавме. Тие протести мислам дека започнаа после посетата на Јоханес Хан, добро. кога се договараше за датум за избори, требаше да се попушти да се одложат изборите во декември и тоа беше тој некој протест. Ама види, Јанко, јас не знам што ќе се случи после тој датум. Не можам да замислам дека, не знам, наеднаш на Таче ќе му дојде совест, наеднаш ќе му дојде на Ахмети совест и ќе рече, види стварно колку народ излезе, ајде да идеме на избори. Може ли некој тоа да го гарантира? А другото сценарио кој што може да направи притисок е навистина да започне некој вид на револуција и граѓанска непослушност, ама и таа граѓанска непослушност и револуција ќе има последици и по државата, и по обичниот граѓанин, и ќе се живее уште полошо него сега. Зашто? За да некогаш во иднина може да се живее подобро. Кој е спремен на тоа? Кој е спремен да рече, не, јас не го осудувам насилството, зашто народот излезе по своето? Океј, те разбирам. Онда ќути си и гуте си која ќе ти излезе Таче со ова, а не да ми се буниш. Онда остаја на рад оваа власт. Така, има 100 дена, Таче ти е не изгласан, ставен председател, премиер, што е за мене неприфатливо. Сакам на избори да го видам. Еве, не чини Мицковски, океј, дај да го ставиме на избори. Нека падне. Ама еве јас сакам да има предвремени избори. Ки има ли? Најпроблем, не знам како механизмот уопште ќе постои да се направи тој 61 пратени. Значи тоа е механиката. Не постои друга механика. У Македонија нема да има никогаш ни револуција ни државен удар. Овој народ никогаш во историја не бил способен да направи толкав општествен. Ние не можеме да кренеме револуција. А незадоволство има. Не е така. Имаше ВМРО ДПМН своевремено 61, имаше собствено мнозинство. 63 или колку бе? Имаше сами си имаа мнозинство. Не е тоа дека немала Македонија такви ситуации, но јас сега ова го слушам Мабетов, сега е да смениме нешто колку да смениме нешто. Не. Како да ти кажам? Сега ја овој не го сакам. Како да се опрата оваа власт да остане дечка? Што правиме тукаш ние овде? Јанко, јас сега зборам од позиција, значи ја ги тргам на страна партии, политики, не знам, политичари, било кој. Сега збориме во интерес на државата. Во овој момент, дали е од интерес на државата, например, да се организираат превремени парламентарни избори во кои што ќе имаме, како се вика, промена на власт. Јас сум да. Дали Добро. Дали во овој момент
кога имаме војна на воздушно 1000 километри од Македонија, имаме санкции, имаме инфлација, имаме недостаток на храна, гориво, имаме зголемена цена на енергенси, имаме се уште имаме епидемиолошка криза. Значи ги имаме сите кризи на куп. И сега ти сакаш да ми кажеш дека во една ваква ситуација, кога државите околу нас се консолидираат околу една центристичка, значи себецентрирана политика, ние сега ни текнало кога опозицијата начекува надворешни фактори да ја изработат работата, значи виша сила. Ние сега треба, сега добро, ние сега ќе излагаме на што после 18-ти? После 18-ти ќе излеземе на што? Ја било кого завуши ќе фатам од улица и ќе го ставам за да води економија. Еве, никој од ВМРО. Било кој од улица. Со прст покажи ми го, ќе го ставам да ја води економијата и ќе ја води подобро од овие. Најди ми било кој човек од улица кој ќе води... Како ти тоа го тврдиш, било кој ќе ја води политиката подобро од овие. Јас се согласувам дека овие се идиоти. И дека чекај. Значи јас се согласувам дека овие се идиоти. И дека треба да се смена. Кој ќе ги смени? Каква политичка програма се види од тие од опозицијата? Каква економска програма се види од опозицијата? Каква програма за заштита на национални интереси се видел? Кога се штитеа националните интереси, Јанко, значи беа убитола. И беа уташмаруниште. И значи, од тој аспект, мислам дека народот треба да престане да поклонува доверба и власт на некој заради две сладки речи. Треба да се види каков е минатиот труд. Имаме опозиција која што наместо, како што сам кажа, наместо да обединува, разединува. Не можеш ти да добиеш власт, а дезинтегрираш коалиција. Да, тука си управо. Еве, например, не можеш да... Таката опозициона партија со гром раскинуваат, со левица не се во добри односи и така натаму и немаме обединет силен фронт. Тука е најголемиот кикс во целава работа. За програма, каде ја видовме програмата на СДСМ? Втора работа. Ние сме во слободен пат. И ние се Чекај. Јанко, сега се не. Ме иритираш. Ме иритира следно. Ти ме наведуваш да ги бранам СДСМ. Јас не ги бранам СДСМ. Ги браниш? Не ги бранам СДСМ. Не ги бранам СДСМ. Јас само ти кажувам. Не ги бранам СДСМ. Ние не сме виделе програма од СДСМ. Не сме виделе резултати од СДСМ. Сме виделе предавства. Сме виделе се заедно. Ама сето тоа, Јанко, можеше да се спречи у првата година и пол, две. Значи, кога ти подпишаш преспански договор со кој што се променува името на државата, и тоа го знаеш 4, 5, 6 месеци унапред. И ти на тие протести одиш у Битола. Значи, не можеш да ми кажеш дека ти не си соучесник. И дека ти не си тој кој што дозволил да се случи таква работа. Да те подсетам. Од тие 8, да те подсетам, у собрание на предлогот да се стави преспанскиот договор на гласање, 8 души беа од ВМРО ДПМН. Ако сакавме, ама сега доброволно, недоброволно, значи ние збориме, ако имаме ние структура која што знае да работи партија... Гениално, сите збориме за ВМРО, сменето името... Немој, молим те. Немој таа теза, молим те. Немој, молим те, таа теза да ја вадиш. Не е така. Ама добро. Не ја вади таа теза. Таа теза е како Центар за комуникација теза. Значи, не збориме сите за ВМРО. Дека е криво. Не збориме ние дека ВМРО ДПМН е криво затоа што сменило името, ама ние збориме затоа што немало реакција. Се дозволи глатко да помине. И сега не ќе го збориме тоа. Тоа требаше кога да го збориме? Сега опозицијата после 5 години има некаква иницијатива. И кога има опозицијата некаква иницијатива, тоа го збориме. 5 години немаше никаква иницијатива. Што да збориме? 2 денари ќе протестираме, 2 денари за зголемување на цена на електрична енергија во ситуација кога работи комисија за историја со Бугарија да го шитнат Гоце.
Мислам, Нека остане СДСМ. не треба да остане СДСМ. Јас сега ти кажав пред малку ти кажав. Постои, значи сега ти кажав пред малку. Широка коалиција. И тоа беше предлог на ВМРО ДПМН. И тоа е единствен предлог на ВМРО ДПМН кој што е по мене исправен. За во ваква ситуација, кога имаме три кризи. Имаме економска, епидемиолошка и политичка. Тоа е единствено паметно решение. А не СДСМ да остане на власт. Јас сум бил тој кој што идел да се тепа у како се вика, за да не го лажираат, да не лажираат волјата на народот да поштабови. Јас сум тој кој што има две кривични пријави од тоа СДСМ кој што сум работел да го Не. Направи за локалните избори никој не. И првата моја емисија беше Пиетет кон Инфомакс. Фала, да. Е без преседан. Никој во историја. И ако ние треба да бираме некој кој што е подобар од овие, сме се бореле за подобро. Сме се бореле да ги срушиме овие. Ако треба да бираме некој подобар, тоа што треба да ги кажеме сите работи. Сите грешки, за да се коригираат грешките. А не да остане СДСМ на власт. Туку да ги коригира опозицијата грешките. И во опозиција подразбирам многу субјекти. Не е ВМРО ДПМН само опозиција. Опозиција е Гром, опозиција се Србите, опозиција е, како се вика, Левица, опозиција е Алијанса, опозиција е Алтернатива. Тие сите се опозиција. Беса, да. И сега, јас ти кажам, извини, и трни го сега ВМРО на страна. Кај беа Беса и Алијанса кога се запали болницата у Тетово? Кога се запали автобусот на Беса? Кај беа да излезат да направат нешто? Да гурнат владата? Напротив, алтернатива од опозицијата на власт. Кај беше опозицијата кога таа опозиција на алтернатива или на Беса, на кој беше тој Кастриот? Да си го спречат Кастриот да не биде предавник? Значи, за целокупната опозиција зборам јас. Не зборам јас само за ВМРО. Проблемот кај целокупната опозиција е што ВМРО ДПМН како најголема опозициона партија не успеа 5 години да ги кохезира сите опозицијски сили и да им се постои како лидер. Не може да идеме ние сами нешто. Тоа било некогаш. Има следна тема. Не знам, прашај си го шефот. Јас сум овде само гост. Не. Јас сам овде само због пара. Од преска сакаш да кажеш што, ако можеш да додадеш? Значи, ја само треба да се повторам. Не се повторувам, Мечка си го кажа ставот, ја го кажа ставот. Океј, ја поинаку гледам на работите. И тоа е. Неговото е пообразложено, ја не го образложувам моето, затоа што мислам дека овие толку е моето образложение. Јас имам само уште една реченица да кажам, дека СДСМ доколку прифати во моментов предвремени парламентарни избори, тоа ќе биде политичко самоубиство за нив. Без разлика на тоа кој е во право од вас двајца во дебатата. Така да ја не мислам дека ќе има. Јас кај тебе во емисија кажав дека ќе има, очекував во април, мај дека ќе има предвремени парламентарни избори. Стоилковски сега беше, немаше многу работа. Он е исто убеден, извади, вика рейтинзите, ово, она еве денеска, викаат лажни биле рейтинзите, ја го добив PDF фајлот. Сепак се правени рейтинзи. Добро. Така да го имам PDF фајлот, ќе ти го препратам. Го добив тој PDF фајл и не навлегувам, вие подобро анализирате овие работи. Јас сум коментатор, ја не сум новинар аналитичар. Така што Тоа е тоа. На тема ова тоа е тоа мислам дека. Ламбе. Тоа беше искрен македонски крик. Човекот го направи тоа што го направи. Сега више помина една недела, го заборавивме човекот, како и се што забораваме. Како и све, како и името, како и сите национални И уште едно сега, Јанко, околу опозицијата, вака да ти се убацам. Кај беше опозицијата за Ламбе? Левица ли е таа водечка опозицијска сила која што треба да организира протест?
Не организираше протест, ама излезе со... Като не како не организираше протест, левица го организираше протестот. ВМРО не организираше протест. Да, извини. ВМРО не организираше протест, левица дава... Да, ама излезе протест, но излезе со став. Каков? Ја го прочитав ставот. Ставот беше дека Не оправдуваме насилство. не, дека Ламбе не заслужува да биде. Ставот беше како ставот беше на ВМРО, јас ќе ти го цитирам затоа што го знам. Ставот на ВМРО ДПМН за Ламбе беше ист како што беше на Никола Тодоров вечерта на 27. Не оправдуваме насилство, ама го разбираме, тоа е акција на реакцијата. Тоа е реакција на акцијата. Сега кажи ми. Окей. Кажи ми сега, мене ти ми требаш овдека заради правната она да ти поставам прашање, ако би бил љубезен да ми одговориш. Кажи ми, на Ламбе му беше одреден притвор. Една недела. Како тоа притворот, после 2 дена, да се разбереме, човекот не требаше уопште да иде ни притвор, ни бутор. Отиде у притвор затоа што министерот за внатрешни работи рече требало притвор. Као да е он судија, али ми рекоа после некои твои колеги дека полиција може да предложи притвор за некого или да побара, ама тоа не значи дека е мандаторно. Тоа само суд може да одреди. Како откако судот го додели, после 2 дена он беше пратен во куќен притвор. Значи од притвор во куќен притвор. Има ли, дали е тоа правно издржано? Да, издржано е по жалба. Thank you very much. По жалба на одбраната на Ламбе, по жалба судот ја приспитал својата одлука и донел различна одлука, ја намалил од ефективен во куќен притвор. Значи, легално правно тука све е чисто. Правно е се чисто, правично не е. Образложението на судот вика дека Ламбе Алабаковски, бидејќи има странска патна исправа, може да ја напушти територијата на Република Македонија и да стане достапен на органите на прогон. Што отвара еден друг спектрум еден цел спектрум на алатки со кои може судот да го изведе неговото присуство без тоа да биде најтешката како се вика се иззета мислата? Најтешката квалификација за да го притвори. Они може да му едноставно може да му одземат патна исправа додека трае. Пасош да му одземат? Они може да му одземат патни исправи, да. И американска? Нема американска, он има австралиска. Австралиска си? Да. Може да му одземат. Да, може да му определат мерка за предпазливост, да се јавува во суд секој ден во толку часот. Значи има низа на мерки кои што може да му ги определат и да не го стават воопшто во притвор. Изгубија судиите, судот изгуби доследност кај граѓаните сам по себе. Бидејќи и судот е еден и судиите мора да имаат сопствен рейтинг и имидж и слично. Значи се пука у нога. Ама ете, ја исправија да речем на некој начин грешката, после 2 дена по основна жалба му е намалена силината на притвор. Јако тебе како ти се чини? Вакво нешто сме немале во Македонија многу долго време. Мислиш ли дека на народов му е више до тука? Па, знаеш што, ја Пошто видов следиш, ги во слушаш цело време. 2001 година човек кој со пиштол пукаше на собранието. И после тоа ништо не се случи 22 години. И после, што се коментарите? Јанко јаде гомна, Јанко свиња дебела, така? Па извинете се ако сум некој огледал. Само извини да му одговорам на овој профилов Него брише омилен, Иван Михајлов. да, Иван Михајлов да му одговорам, ово е инаку профил на тоа како се вика Сдруженијето фашистичко. Омилен бугари. Да, а ти оправдуваш насилство мечка, па ти си издаде македонски бе. Обаче. Нели бугар беше? Абе какво викање во емисија? Насилство против фашисти не се вика насилство, тоа се вика правда. Така да насилство против фашист нема, има искажување на правда. Така да друг пат
ќе седнеш и ќе прочиташ историја и ќе прочиташ што е фашизам, што е нацизам, што кој бил Ванчо Михајлов. Јас многу добро знам кој бил Ванчо Михајлов. Запалењето на канцеларијата на председателот Иванов. Што има напишано? Знаеш ли? Извини, има уште едно прашање. Мечка, зошто хората од Македонија те наричат асоција? Па продолжи да пишеш коментари, ќе дознаеш и ти. Инаку, друже Михајлов, да ти кажам нешто. Знаеш ли кој го уништи културниот центар пред Ламбе? Тоа беше женати, односно таа од која што си се развел. Зашто? Ќе прочиташ кај нејза на Фейсбук, а можеа многу луѓе да прочитаат на Инфомакс, што си правил со детето, со старателството, со така натаму и така натаму. И тоа го пријави како насилство врз бугарите. Исклучен си. Сега, Иван Михајлов, дали ти е јасно зашто е асоција? Седи рад да не ти најдеме и кој број чорапи носиш. До крај на емисија морам да се согласам све со него, иначе дома не стигнем. Ми текна на уште еден ваков изблик, многу редок, македонски. Значи, деноиве ги спомнуваме гемиджиите, Да. нели? Тоа биле едни од ретките кои направиле терористички чин во име на неправдите кои ги трпел македонскиот народ. Од тогаш после тоа, сличен таков чин има во 71 или 2 година, кога во дворот на Францускиот културен центар експлодира бомба од еден наш поет Охридски. Да, од Охрид. Познат. Многу. Дури беше во затвор, притвор, не знам како беше. Треба да се сетам малце на таа ситуација. И после тоа го имаме овој човекот кој пукаше на собранието и сега оваа реакција на Ламбе. И така. Колку имаше на протестот, се извинувам за Ламбе? Ти повика исто на протест. Нечка, Да. Имавме ние и екипа на протестот, кој што го следеше протестот за Ламбе пред судот. Од тоа што ни го кажа нашиот репортер и снимател таму, они проценија дека имало околу 3000 луѓе. Што е навистина бројка за пофалба. За Битола и за така брзо организиран протест е бројка за пофалба. Секоја чест на битолчани, прилепчани и луѓето кои што дојдоа таму од Скопје. дека немало 3000, туку дека биле само 500-600. Не е така, не е така. Ама ние тоа Имаме снимки. на тебе да ти го... Знам, ама имаме, извини ако не ти пуштам. Пасивноста на македонецот кој не верува дека со искачање на улица и протести може нешто да се промени. И сега ќе биде многу интересно на 18 ќе биде многу интересно дали ќе има протест, не дали ќе има протест, него колку масовен ќе биде. И тоа ќе биде порака и за другите опозицијски партии, а и за самото членство, ВМРО да види колку му е силата, колку може да си го анимира собственото членство, а и народот на страна. Предпоставам дека ќе дојдат од цела Македонија. Така да, у секој случај, мене ми е интересно што ќе има тој протест, па да видиме што ќе придонесе. Самиот протест, може би нема да ја смени владата, но сам таков протест прави притисок, или како што викаш, како ти ќе коригираш една власт ако она прави лошо. Значи, опозицијата. Па сега, да оставиме уште 5 години, бе, Мечка? Не, ако да направиме? може само, Јанко, јас сум бил над преку 200 протести у својот живот. Ако имам 28 години, сум бил над 200. На 100 сум протестирал, на уште 100 сум известувал, од уште 100 сум известувал и меѓу другото сум пеел патриотски песни секогаш. Тоа не, ако може да го наречам учество во протестот. Зошто не сум идал? Сега. Што сум сменил ја, бе, Јанко? Јас се борев против промена на името. Јас се борев против двојазичност. Јас се борев против договорот со Бугарија. Јас се борев да не дојде Заев така на тој начин како што дојде на власт. 70 и кусур дена бев на сите протести на заеднички. Јан Палах што направил, се самозапали? Па не, уште тоа не сум пробал да се самозапалам и да видам дали може нешто да се смени. Сакам да ти кажам, не е работата дали ќе имаш успех. Ти фудбалер си решил да се бориш за Македонија. Сега извини што не можеш да победиш.
И мене ми е жал, навијам за тебе. Опклади турам за тебе. Дај Боже да победиш. Не знам што ти фали. Може би ти треба тренер, некој од СИА, да те увежба добро. Може ти треба некој финансиер, као Сорос, да те набилда јако. Не знам што ти треба. Ама гемиджиите успеале? Не успеале. Пропаднало. Или Инденското успеа? Не. Промашај. И па се имаме држава, пропадна. Јанко, благодарение на нивните жртви. Колку нивните жртви, значи не можеш да знаеш. Ама Тодор Александров умрел ли? Чекај, сакам да ти кажам, 70 години чекаа до самостојна. Така, ама не дочекаа никој од нив. Сега да речат после 20 години се тепале, утепани, слушај, ова не бива работа, дај да кренеме раце. Па ајде бе да кренеме раце, ајде бе, дај спи догачиците, идеме во Австралија, крени раце, ќе си правиме таму камп Македонија и ќе уживаме. Остануваме овде да се бориме. Не чинело ова. Па што збориме? Затоа што се бориме. Ја не знам да се тепам, ја не знам да орам, ја не знам математика, знам да зборам. До сега сме, извини ти исклучив. До сега сме се бореле. Не е цензура, не се. До сега сме се бореле ќе дојде некој на власт, па се бориме да го спуштиме на власт. Значи сега треба малце посериозно да си ги сватиме работите. Значи пред да се товарат магарињата, треба да се спремат. Мислам дека треба сега да се укаже на се што е погрешно, за кога ќе се земе власт, да се знае како треба да се води оваа држава. Ние бараме државници, не бараме пресконференции и соопштенија. Државници да треба. И мислам дека во овој момент со ваквиот има ВМРО ДПМН кадри кои што се навистина спремни. Има кадри кои што може да ја водат оваа држава, кои што може да направат сериозни и значителни промени во држава. Тие кадри во моментов не ги гледам во ВМРО ДПМН или во раководството на ВМРО ДПМН. Дали е тоа дел од стратегијата нови лица, не знам. Но Ставревски сигурно не е ново лице, нели? Но има ВМРО ДПМН има кадар кој што треба да го прибере и треба да го понуди на граѓаните. Во овој момент како што стојат работите, мислам дека треба да се укаже на грешките и треба да се фати опозицијата за работа, да си консолидираат редови про. Мислиш дека го изгубија она можа после локалните избори кога имаа силен замаец? Дека неуспехот ова што им го киднапира, дека пратеникот? Тоа сами си го посекувам. Ова го зборам пак. Ова го зборам како метафора, не дека сами они стварно го, ама многу беше аматерски изведено. Не може да направиш селфи ти и да им го даеш списокот, еве овие луѓе ни се тука. Нормално дека ќе ти ги роварат тие луѓе, ќе ти ги соберат. Требаше тоа чутенката да биде тотално Чутенката? underground. До некој ВМРО во некој претходни збори време. една друга работа во нивната наивност, не значи и неспособност. Тоа збори дека не се маша, не се диригирани. Абе види, Јанко, го спомена можото. Можото е одамна изгубено. ВМРО тепаше со 450.000 гласови на избори. Тоа се луѓе кои што сакаат од тие 200.000 што ги имаат изгубено гласови, тоа се луѓе кои што сакаат да се врати името, кои што сакаат политика да слушнат како ќе се бориме против двојазичноста, пошто создава нефункционален систем. Нема проблем кој што сака како право да го добие. Замисли сега наеднаш зашто не го имплементираат СДС на двојазичноста во правосудството. Замисли во така нефункционален правосуден систем со 8% доверба, ти да додадеш уште една варијабла кај што секој може да бара превод. Па мислам дека Груевски, адвокатот на Груевски тоа го искористи, бараше превод на албански, човекот на дел од документите. Мислам, ова е сулудо. Значи, ако сакаш да дојдеш на власт, треба малце да го слушнеш народот и да го чувствуваш неговиот пулс. Што народот бара од тебе. Што прогнозирате дека ќе се случи на 18? Не прогнозирам јас. Ништо, посакувам на опозицијата на ВМРО ДПМН среќа и им посакувам добра организација и им посакувам добро да се пресметат, посебно ваква криза со вакви цени на горива, што е попаметно. Како и да е нивна работа е тоа. Сметам... Што вика народот? Што се коментарите на наша опозиција? Еве, ти ја следиш цело време.
Какво е расположение? Како моето мислам дека е така, јас цел ден ги читам коментарите. Не знам што да кажам. Нема да наблегувам во тоа. Значи што ќе се случи, прогнози нема да давам. Ја посакувам да соберат што повеќе народ. Ама не ми стојат работите баш токму поради овие грешки, мислам. Денеска излезе една беа објавени анкети со рейтинзите. Излезе СДСМ и рече дека тие анкети се лажни, дека не е точно и дека МЦМС нема таква анкета направено. Ја не успеав да стигнам во детали, ја имам анкетата во PDF формат, од колега мој новинар ми ја испрати, од тоа што МЦМС го има направено и нема време да проучам. Дека е правено истражување за работата на владата, 100 дена влада, а дека немало рейтинзи, дека овие лажеле и така натаму. Имавте ли вие време тоа да го проучите и што е заклучокот ако имате воопшто? Имаше например на социјалните мрежи некои пресметки со тие рейтинзи, колку пратеници ќе добие. Имаше анкета една од МЦМ. Што ја правеле таа анкета? Дека вака од МЦМС Александар Кержаловски, директорот на МЦМС, вели дека таква анкета нема, тие што ја објавиле опозицијските медиуми. Сега, ја го имам PDF-то и ја имам анкетата, ама немав време да проучам дали ова се совпаѓа со она што Кежаловски го каже. Затоа што некаква анкета има. И сега дали е тоа 100 дена влада, ама не си го проучил, што значи до утре са бајле Инфомакс ќе читам да некој од вас да направи анализа Би на тоа. било катастрофално би било ако се служат медиумите кои што да речем биле или се блиски до опозицијата со лажни анкети, да би било катастрофално. Не знам, немам коментар. Во суштина Јанко, ако е каква што е супер анкета, ама ако е ова точно, што го кажуваш ти, ако се докаже како точно, би било катастрофална грешка на опозицијата да се објават анкети кои што се лажирани, да речем практично, а PDF файл може да направи било кој. Јанко, јас гледав една анализа на социјалните мрежи дека со оваа последна анкета ВМРО-ДПМН би добило некои 55 пратеника на предвремени парламентарни избори, додека сега само би имало некаде околу 35 пратеника. Сега го слушав и го читав Илија Димовски, бившиот пратеник на ВМРО, кај што вели дека најоптимистичко и најоптимално сценарио би било ВМРО-ДПМН да добие 55 пратеници за да може воопшто да формира влада. Предпоставките се дека некаде околу 7 пратеници би имала алијанса. Ама што правиме ако ги нема тие 55 пратеника? Тоа е прашањето. Тоа е најоптимистичко и најоптимално сценарио. Што правиме ако алијанса ги нема пратениците? Што правиме ако не може ВМРО повторно да состави влада без Дуј? И што правиме ако баба има едно таше? Ќе викаме дедо. Абе види, ама и кога бараш предвремени парламентарни избори, ти излегува анкета кај што ти покажува точно колку што ти треба да имаш пратеник. Брат, се коцкаш некад, играш спортска? Спортска играм од време на време, да. Зашо играш? Кој играм Македонија и ставам и обично баксузирам и од тогаш сум престанал. Од кај знаеш дека ќе добиеш? Не секогаш, па и у политика. Ја се жениш, стапуеш у брак, па не си сигурен. Значи, Политиката, Јанко, не смее да биде коцка. Политиката треба да биде сигурност, да биде сигурна иднина. Дали ли се што СДСМ ќе излезат на... То треба да биде сигурна иднина. Па сега, не зборам. Види, политиката не е алатка на партиите да се збогатуваат.
Политиката е Го реков тоа, кај ми? не го рече ти тоа. Не тук ме праша дали СДСМ би биле будели да излезат на избори, нема да бидат будели. Ама нема да излезат на избори, не верувам дека ќе има предвремени парламентарни до 24-та. Ќе има редовни до 24-та. Ама дека политиката може да направиме, како се вика, паралела со хазардерство, у таа ситуација ние немаме политика, туку имаме хазардери кои што се пробуваат. Се пробуваат во политика, се пробуваат среќа да го доеме на власт, супер. Има едно прашање кое сакам да го одговорам. Вели вака, Мечка, може едно добро прашање, зошто не го поканите Мицкоски во емисија и све што го имаш како аргументи да му го кажеш во емисија. Ние сме го поканиле господинот Мицкоски во емисија пред 2 месеци во 3 наврат. У овој момент, прекини, Дејан Светлица Дојчиновски. Те ангажирам во овој момент, сакам тужба. Во овој момент, искачам од емисија. Оти све трпам, и свиња дебела и се. Најди го Дејан Светлислав Дојовски. Значи, Океј, завршувам. Не, тужбата, после ова, сакам тужба и на суд да го донесе и да го изговори ова што го има напишано. Оти мене можете да ме викате и свиња, и говно, и лајно, и да му правите што сакате да му зборите на Мечка за мене дека треба да ви дам избор. Ама, спомнувате ми, сопругата, силување на сопругата моја, ке те видам. Ке те видам. Не, ке се видиме на суд. Ја више не можам да зборам. Сори, ја ја завршив емисијата. Јас сум учен да јадам ќотек од секого се. И сум рекол, абе немало, најголеми идиоти, само Саше Политико ми е рчна жена ми и Миленко Неделковски. И со нив е раскинато за секогаш. Крај. Али овдека ќе го терам на суд. Што е пак виновна жена ми? Ѓубре едно. На суд сега ќе се видиме, па ќе видиме. Океј. Околу коментарите стано е недолично да се пукаме преку луѓе кои што не се присутни, кои што немаат врска со тоа што го работиме ние или тие за кои што зборуваме. Значи ние тука не зборуваме ниту за сопруги, ниту за деца на некои политичари, збориме за политичарите, а тие може да зборат за нас, вие може да зборите за нас, ама не и за нашите семејства, нормално. И за ова мислам дека Јанко момент. Треба да покажеме ниво, значи треба да покажеме дека сме малце попаметни и покултурни од ова. Што се однесе... Никого не навредив. Не, никој, не, апсолутно, никој не беше навреден, немаше потреба да ваќе коментари, нема потреба. Но има, да, овдека има еден коментар после овие коментари, Јанко, кој што вели, дај бе Јанко, професионалец лици или љуткав, тури им курче, че дајте тука лјадници ве гледам. Што е, мислам, вака по реален коментар. Значи најреално размислување тоа, најправилно размислување. Така е, не гледате лјадници, у лјадници ќе се најдат. Така е, во лјадници ќе се најдат. Тоци фала ти на коментарот, тоа е тоа. Кај застана Фреска? Кај интервјуто со... Го поканивме. Го поканивме господин Мицкоски пред 2 месеци, шинам дека беше ќе ги проверам пораките. Мислам дека беше пред 2 месеци, го поканевме тоа на економска тема да разговараме, економско интервју да направиме. Во 3 наврати се обидов да го поканам да дојде, бев упатуван лево, десно, ваму, таму, со луѓе кои што не сакам да ги контактирам и не сакам да дискутирам. Не се одлучи да дојде да гостува кај нас, да направиме интервју и тоа е тоа. Еве, отворена покана, кога сака, нема проблем. Едно интервју пред година дена. Имавме пред година дена 2 интервјуа. 2 интервјуа. 2 пати со мене, еднаш со Сотир Костов, тука во ова студио, и тоа Сотир Костов беше интервју со јавувања, гледачи, коментари и она. Беше окей. Што се сменува за година дена со Мицкоски по тебе? Инаку да знаеш, коментарот не знам дали се однесува на тебе, сега поправаат гледачи, велат дека не е за тебе, се однесува меѓу себе се препукувале. Не се однесува на тебе. Повелијанко? Не викам, што е твојата проценка дека се сменило за година дена со Мицкоски? Пошто ако тебе те разбирам, го таргетираш Мицкоски пред се, не ВМРО.
Што мислиш дека е проблемот? Знаеш, американците викаат дека си успешен колку што ти успешен тимот. Тимот му е неуспешен, апропо на тоа, тоа е, нема некоја значителна промена. PR тимот, особено, кој што го советува да не доаѓа на интервју, особено тој тим, мислам дека треба да се разгледа други опции и сега нема да се мешам во партиски работи, тоа се нивни работи, но мислам дека тоа е. И не таргетирам никого, не таргетирам никого, особено не ВМРО-ДПМН, ниту членовите на ВМРО-ДПМН, ниту членовите на СДСМ, не таргетирам никого, туку укажувам на грешки кои што се нормално доаѓаат од раководството и на едната и на другата политичка партија. И мислам дека тука, ако веќе немаме што да додадеме, да ја затвориме емисијата. Јас само мислам дека наредната емисија малку повеќе ќе требаме, имаме гейм ченџер во меѓународните односи, бидејќи имавме една светска коалиција сега која се собра против Русија, нели, да ја осуди како, нели, злосторник, вака и така. Русија никој не ја слушаше на западот што кажуваше, зошто прави, зошто ќе прави, и оваа интервенција која направи во Украина, значи ја не ја викам инвазија, туку интервенција, затоа што е интервенција, оти да беше инвазија, сега ќе излезе на Јадран до сега, затоа што имаме видено што прави Црвена армија која ќе тргне. Кој ќе тргне, да, во инвазија, за помалку од година дена каде стигна, на Берлин, на Брабенденбуршката порта каде беа. Но гейм ченџерот е сега затоа што не им доаѓа памет, значи не ги слушаат, еднострано е, предпоставам дека сето тоа им е добро да ги покажат русите како непријатели, за да собствената неспособност во своите земји, нели сега ќе има, дајте да се обединиме, нели имаме криза ово она ваму таму, еве и русите, еве корона ваму таму, не дај Боже да ни се врати Доналд Трамп, кој ја одложи оваа криза. Сите знаевме, изборевме дека ако добие таа што му беше соперничката на Трамп тогаш, Хилари Клинтон, Хилари, дека светот го очекува војна. И тоа ќе беше многу порано. Се во ова само го одложи Доналд Трамп и еве сега гледаме ситуација. Но Русија дека сериозно веќе гледаат дека не ја слушат е потегот со Никарагва. Распоредување на руски трупи во Никарагва. И сега мене ова неодоливо ме потсетува на 62 година на Куба, кубанската ракетна криза. И ќе имаме ли ситуацијата како во заливот на свињите. Американците знам како се улетуваат, да улетаат инвазија, бидејќи Никарагва е гола вода, а русите не можат да стационираат. Но како ќе го оправдаат после таа постапка визави Русија, она што го прави во борбата против фашизмот во Украина, ќе биде многу тешко пред меѓународната јавност. Значи, мислам дека имаме голем гейм ченџер во меѓународната политика. Ако сега веќе е во голема несигурност. До сега беше ограничено, знаеме, се натегаме, ќе има оваква. И втората работа. Оваа недела требаше да пристигнат првите големи количини на газ од Соединетите Американски држави. Одложени се. Како? Се запали. Ти збореше прошлиот пат за големата фабрика за производство на вештачко ѓубриво. Да. Ти спомна? И не е фабрика, само имаше големи складишта на жито во Америка кои што се запалија, имаше големи на јајца, најголемата фабрика производител, се запалуваат и на природно ѓубриво што произведуваат. Значи све се води кон тоа да има глад во светот и уште пострашни економски последици од овие се што има. Каде има гладни, таму има контрола политичка. Затоа што американецот е учен со авиони да ти фрла вреќи. Фалави, вреќи со жито. Ама сега тоа го прави Русија. Имаше многу интересно. Америка предупредува 13 земји од Африка, на кои што им се заканува глад, да не го прифаќаат руското жито, бидејќи тоа било украдено од Украина. А знаат, они се веќе во глад. Значи, таму гладуваат луѓе, умираат од глад, ама
Тоа би било им се закануваат бидејќи политички лошо ќе се одразало врз нив, а имаат гладни луѓе, мислам сулуда ситуација. Ако ми дозволите две прашања да одговорам и мислам да затвараме вака. Две прашања. Исто од гледачот кој што ме праша за интервјуто со господин Мицкоски, дали може да ги покани Шапасиев и Стефчо Акимовски, дали можат во емисија за да видиме дали тие можат да дадат план, еве повторно отворена покана до Апасиев и Акимовски е секоја среда на тешки муабети, Апасиев отворена покана има, ако сака може да дојде. И да, би ги поканил, мислам дека тоа ќе биде одлична емисија, мислам дека треба да има таква емисија и ќе се заложам да се оствари таква емисија. Александар, дали беше во друштво со Петров, Палчо и Боби од Канада? Не, јас сум бил во друштво само со мојата редакција и новинарите и снимателите од Инфомакс. Во нидно друго друштво не сум. Трето прашање е Златко Милошевски прашува, односно констатира и морам да се согласам со оваа констатација. Вели патриотите се сиромашни затоа што не се продадени души. А ова све што прават патриоти, што се прават патриоти, да се полни ко брод со богатство плячкано од оваа наша мила држава. Точно, дружи. Тоа е точно. Еден ден само кога ќе дојдеме и кога ќе направиме сумарно колку патриотите и непатриотите имаат украдено од оваа држава. Кога викале оние визионери дека Македонија може да биде Швајцарија на Балканите, тоа не е само приказна. Македонија имала толку многу пари, ресурси и вредност да не краделе од ништо. Јас зборам дека е украдено колку што беше буџетот на Југославија при распаѓањето. 20 милиарди долари се изнесени од Македонија. А бившиот директор на УЈП имаше проект, вика, кој идеше над политички, али вика, тоа нема правно, ни праведно никој да го... Значи, народ попрво ќе седи амнестија за сите што ги украле парите. Како? Во приватен разговор, неќеше да ми го каже јавно, во приватен разговор, Горан Трајковски, дека го правил тој проект, сега дали го напишал и така натаму, да сите што ги украле парите, ги вратат и тие пари ги дадат на државата да ги инвестира во фабрики, во она приватно јавно партнерство и така натаму, и сите пари да ги вратат, а они да добијат амнестија. Затоа што мислам дека може да му успее, затоа што тие веќе знаеш си заминуваат, ама оставаат деца, оставаат фамилии. Тоа нема да им се заборави. Знаеш, за жал, големи лидери македонски, нивната фамилија никој не смее да остане тука. Прашај ги Колишевски децата кај му се. Од Кина до Словенија и така натаму, неговите наследници. Од друга страна, ја го имам како тест пробано во емисија, народот вика, никогаш ќе оставам аманет на моите правнуци, нема праштање, ни за нивните правнуци, за тие што украле. И тоа сега ми е доста интересно, бидејќи барем пола, 10 милиарди да се вратат од тие украдени, Македонија би било нешто сосема друго. Ако е тоа, предлагам да ја завршиме емисијата. Благодарам, драги гледачи, за вниманието. Следете тешки муабети во среда, петок и во недела. Во понеделник наше Скопје со граначалничката Данела Арсовска. Ви благодарам што не следевте во толку голем број денеска, вечерва. Ви благодарам што не читате, следете не и понатаму, секогаш добивајте најексклузивни информации, најбрзо и оно што е најбитно, без цензура. Ви благодарам за вниманието. Ако може ја да се одјавам, поштовани гледачи, ви благодарам на гледаноста, ви благодарам на поддршката. Следете Инфомакс, читете го Инфомакс, добивајте информации без цензура, секогаш први. Следете со тешки муабети, во среда е тешки муабети со Стефчо Акимовски, петок со Палчо, во недела повторно со Јанко.
Пошто ти рекла да ми избркаш од Повторно со Ама ние никој не бркаме. повторно со Енко ние кохезираме, ние не разединуваме. А во недела, во понеделник утре гледате емисијата Наше Скопје со градоначалничката на Скопје Даниела Расовска. Ќе има што да слушнете. Ви посакувам поздрав и убава вечер. Преди не заборавам, што едете пари економска криза. Слушај, извини што ти крадав притикот. Ја прашам. Адев порад Пративме дам. чува. Секогаш ги го кажувам она што ја го мислам и го осеќам. Слободно. Али глеј, на пример, ти си потполно управо за опозицијата, но ја ќе терам